председателе. Почитувана македонска јавност, драги колеги, предлог закон за изменување и дополнување на Закон за урбанистичко планирање. Моите колеги многу кажа, повторивме многу пати зошто не треба вака да се носи, да се гласа закон, кои се последиците. Ете и кореспондентната табела со усогласување, па затоа со европско знаме ви ја раскажа, ви ја преќутеа бидејќи е празна. Че си е кажано, но еве јас ке се задржам повеќе на она кое што е моја потесна работа и интерес, а тоа е културното наследство, и затоа мислам дека овде имаме еден член од вашиот предлог закон кој што отвара многу простор за сомневање што ќе се случува со културното наследство на овие не проектирани, туку не знам, замислени траси на кои што ќе градите автопати. Имено имаше поднесено од страна на вас, колеги пратеници од СДСМ и ДУИ, закон за изменување и дополнување на Законот за културно наследство, каде што имаше катастрофални предлози во однос на археолошкото наследство. За среќа и под притисок на јавноста се повлече тој закон. Меѓутоа, според оно што го гледам јас во предлог законот за урбанистичко планирање, гледам дека тука повторно сте додале некои зборови кои што се однесуваат на археолошкото наследство, но верувајте, на никому не му е јасно што со тие зборови, што со тој член. И изминативе неколку денови се слушнав, разговарав, не знам со колку археолози, стручни листа, експерти, и сите ми го даваат истиот одговор на моето прашање кое што на Комисијата за европски прашања му го поставив и на заменик министерот за транспорт и врски, кој што едноставно самиот си каже дека не знае да ми го каже тоа што јас сакам да ми се објасни, и верувам дека сите ние како пратеници треба да бидеме свесни дека не треба да гласаме за нешто што не ни е јасно и за нешто што никој не знае да ни го објасни. Па еве сега ве повикувам, бидејќи гледам не е тука министерот, заменик министерот е повторно, заменик министер нема вас да ве прашам, бидејќи ве прашав веќе еднаш, ме упадевте на министерот за култура, но ќе ве прашам еве вас, колеги од владеачкото мнозинство, да ми објасните вие можеби што значи овој член и што подразбира тоа, и еве да ми кажете која ќе биде постапката, доколку во измислените траси кои што ги кажувате, бидејќи не сме ги виделе, се најде на некој археолошки артефакт, локалитет, наоѓалиште и слично. Зошто? Бидејќи во член 63а од овој предлог закон за измени и дополнување на Законот за урбанистичко планирање, покрај другите информации кои што ги давате, вели се уредува со урбанистичкиот проект за градби од стратешки интерес, се уредува проектниот опфат за изградба на државни патишта, железнички пруги, магистрални гасоводи, како и други градби од јавен интерес, како и за нивните пропратни содржини. Во заграда, поставување на привремени локации, градби за вршење на подготвителни работи со кои се организира градилиштето за изградба на градбата од стратешки интерес, запирка јами, запирка наоѓалишта и отпадни области, имајќи ги предвид достапните проектни, геотехнички, археолошки информации, информациите за животната средина, социјалните и комуналните информации, стандардите за проектирање, затворена заграда, а проектниот опфат за изградба на државните патишта е и патен коридор со првични проценети граници за експроприација во кој ќе се врши изградбата на државните пратишта со пропратните содржини. Значи, прво, овој член е комплетно технички нејасен. Никој не можеше да разбере со точките и запирките што сакате да кажете, односно што владата сака да каже, бидејќи владата е предлагач. Второ, да се изедначува јама со наоѓалиште, навистина е еклакантно непознавање и невреднување на културното наследство кое што Република Македонија го има и со кое што треба да се гордее и да се фали во цел свет, а не да се изедначува со јами наоѓалиштето. Или пак, можеби, јас не го разбирам добро членот, ама не го разбирам бидејќи не е добро напишан. И еве ве повикувам вие да ми објасните што значи тоа.
Се предвидува со овој предлог закон дека треба да се побараат информации. Ова е чисто ради реда очигледно направено, бидејќи во рокот 7 дена или во рокот 3 дена, како што читам во некои членови, а повторно велам, воопшто не е јасно што сте сакале да кажете, како намерно да е заплеткан законот за никој да не го разбере, невозможно е за таков период да се достави точна и соодветна информација за габаритот на коридорите кои што вие планирате да ги градите и треба да се градат на не на ваков начин. Коридорите ќе поминуваат низ региони во Македонија за кои што јас ви гарантирам дека ќе најдете археолошки артефакт или археолошко наоѓалиште. Ви гарантирам. Значи регионот на Пелагонија и регионот околу Охридското езеро е преполн со археолошки локалитети. Цела држава ни е богата. И сега, колеги, ве прашувам, што е стратешки интерес? Дали не е Хераклеја или Стоби или нешто што може да се најде од такво значење стратешки интерес за нашата Република Македонија? Дали не е? Дали доколку се најде археолошки артефакт или наоѓалиште од прва категорија, бидејќи во Законот за културно наследство, заштита на културно наследство, многу убаво се предвидени категории, имате од А до Д категорија. И сега не може да ми кажете вие дека од А категорија ако се најде археолошко наоѓалиште, не е толку важно и ќе го фрлите тој артефакт, или како што беше во првиот предлог закон за заштита кој што го повлековте за среќа, дека ќе биде известен надзорниот орган. Ние имаме конвенција подпишана, ратификувана во 2005 година, која што е Европска конвенција за заштита на археолошкото наследство или популарно наречена конвенција од Лава Лета. Ние сме ја ратификувале во 2005 година и таму се вели дека задолжително е известувањето на надлежните органи и институции за случајните наоди на археолошкото наследство и создавање услови за нивно понатамашно проучување. Ве повикувам да ми објасните уште еднаш, бидејќи ниту на мене, ниту пак на голем дел од археолошката експертска јавност не му е јасно што сакате да кажете со ова. Со овој предлог, со овој член каде што наоѓалиштата ги изедначувате со јамите. Ве молам, еве, ве повикувам, објаснете ми која ќе биде постапката, која ќе биде процедурата. Еве за помош ќе ви кажам, дека во овој регион, значи во југозападна Македонија, имате и конзерваторски центар, завод и музеј Охрид и конзерваторски центар, завод и музеј Битол. Значи не е воопшто проблем, доколку се најде археолошки артефакт, да се повикаат веднаш и да се реагира. Но вие тоа го избегнувате. Со овој закон тоа се избегнува. И што доколку најдеме уште една златна маска? Ке се фрли? Или ке му се даде на надзорниот орган? Имено во истата конвенција пишува дека е задолжително да се предвидат и оваа конвенција од Лава Лета пишува дека при стратешки зафати, при стратешки проекти е задолжително да се предвидат сите археолошки локалитети на наоѓалишта и сите археолошки информации. Мене не ми е јасен овој член. Дали на некому од вас од владеачкото мнозинство му е јасен и ве повикувам, објаснете ми. И дали ние нема да ја прекршиме Европската конвенција за заштита на археолошкото наследство. Малку е времето кое што сте го предвидели овде за добивање на соодветни археолошки информации. Многу е малку. Состојбата во Македонија со археологијата е катастрофална. Тоа го знаеме. И ако спомнете, повторно ако се вратите на нешто да ВМРО, во времето на ВМРО започна изработката на така наречен подземен катастар, каде што точно требаше, и не се заврши, за жал, вие го прекинавте тој проект кога дојдовте на власт. А беше започната постапката за подземен катастар, кој што ќе беше од огромна помош именно за вакви стратешки проекти. Но вие го прекинавте тој проект. Нема грижа за Македонија, колеги. И нема разбирање на вакви закони кои што се прават за да не ги разберем. Ви благодарам. Реплика Бајрам Кадри.